Основните и средни училишта ќе се финансираат по нова методологија, која ќе обезбеди еднакви услови за сите ученици без разлика каде живеат. Со новите формули на Министерството за образование, од следната година пресметките за секое училиште колку пари ќе добие ќе се прават според точно утврдени критериуми за тоа колку чини трошокот за образование за еден ученик. Со оптимизирани трошоци, училиштата ќе станат самоодржливи, а родителите повеќе нема да купуваат основни материјали за непречена настава како досега. Во одреден број на општини, веќе кажав, ќе се намалат средствата, затоа што тие, да речеме, користат блок дотации во процент од 60%. Во други општини, каде што се користи 98% од блок дотацијата само за плати, ќе се зголемат средствата за да имаме развојна компонента во училиштата. Обезбедивме да не е намалувањето поголемо од 5% во тој развоен период, преоден период се извинувам, и понатаму ќе доработуваме. Креаторите на новата методологија велат дека оваа реформа представува поефикасен и поинклузивен образовен систем. Новата методологија ќе им помогне на училиштата подобро да одговорат на различните потреби на учениците преку дополнителна поддршка за вклучување на децата со посебни образовни потреби, оние што учат на јазиците на помалите етнички заедници и оние што потекнуваат од социјално ранливи семејства. Со јасни критериуми и правила, секоја општина ќе може да ги распредели средствата до општинските училишта, што ја зголемува довербата во образовниот систем и ги мотивира училиштата да работат поефикасно. Министерката Јаневска појасни дека новата формула за финансирање на основното образование има две компоненти – основна и варијабилна. Основната ќе го покрива стандардизираниот трошок по ученик, кој изнесува близу 112 милиарди денари на годишно ниво. Тука влегуваат платите и придонесите на вработените и нивното стручно усовршување. Варијабилната компонента ја сочинуваат трошоците за превоз на ученици, поддршка на ученици со посебни образовни потреби, за учениците кои следат настава на турски, босански и српски и за ученици кои следат настава во подрачни училишта.